Здраво другари, здраво другарки, еве денеска нешто работам и од тенаш ми праќаат информации, вика криптото расело, ја не следам секојдневно цени, си имам направено некои таргети, мене што ми требаат, ама прилично добар памп имаме денеска. Еве гледате на биткоин више 4.20. Добре, добре. Значи некои гледате $3.800 на еден биткоин, цак, цален зибите, едно 6 просечни македонски плати и чао, пријатно. Тоест, како ќе му испадне? На минимална плата па да земеме, 10 плати ќе испаднат. Лудница. Гледате, со малце. Бам. Ама да ја направиме една мала техничка анализа, да видиме кај сме. Јас како што кажав, тука имаме, еве за биткоин, имаме тука оној резистанс левел, што ќе биде прилично јак. Ама битно едниот малце на неделно ниво го поминавме. Резистанс од вамо, ово е многу долг, многу голем. Прво ни беше како сапорт, па сега ни е резистанс, ама сега што да правиме. Сега тоа е. Ај, да видиме следно. Сега би требало да пробие ова, ако пробие следно, ќе го чекаме, само да видам каде точно, вамо би требало да го чекаме. Да. Еве. Ова ни е следниот ако пробие. Следниот и да видиме по Fibonacci retracement кај би требало да бидеме, ако ова ни беше дното. Па да, еве, од прилика гледате, тука негде сме. Јас ги гледам според candles, ако гледаме прилично добро. Мислам, прво како сапорт би требало да не служа, ама сега ни е резистанс, така да од 16 декември 24 година. Значи, јак резистанс, како и да е. Ама гледате и по Fibonacci истото, така да тоа ќе очекаме прво на која цена тука, негде на 105.000, а мене овој каналов кај што се движеше ми е на 110.000, значи над 110 да испука. Ајде, дај Боже, утре FOMC состанок и да пукне. Ајде ќе видиме што ќе се деси. Многу јака информација ми прати Апостолис, поздрав до него. Многу јака информација, гледате го ова. Значи ова е лудница. Вика Trump insider with 100 win rate has opened a massive 220 милиони long position on Ethereum. Леле, ова ако не е син му или може Трамчо. Ова може почнал да игра. Лудница. Гледате 100% win rate и кажете ми после дека не е место на крипто, ајде овие си играат, да не кажам шо, ама тоа е. Шо да правиме, ние ќе си почекаме да ги напумпа кога треба, а они ќе си направат парички. Дури да напумпаат до 7-8 илјади, моја претпоставка, значи не е финансиски совет, моја претпоставка до 7-8 илјади они ќе набапкат едно 10-20 милиарди у джеб и нема гајле. Ама да земеме и ние, нека ми се среќено, вие само на нас нека ни напумпаат. Ама многу јака информација. Значи овоа очекува, значи утре памп, а може и денеска памп и утре памп. Ама ајде да видиме, тоа па све зависи од шорт од лонг како ќе играат. А баш ги гледав шортерите сега, еве ги. Гледате 271 милион, так у джебче за Wall Street, да има за денеска, за вечер им ова. Дека они нели многу јадат. Од многу јако јадење, значи тоа е многу скапо. Грозје, кузне од каде јадат. Од кавадарци. Поздрав до кавадарчани. Што да ви кажам, луѓе, еве, тоа е 220 милиона, тука 270 се ликвидирале. Да видиме со техничката да кај сме. Мада техничката без фундаментална, ништо не правиме, ама пак да видиме. Значи, овие ќе бидат резистанс левели, тоа е. Таа го избришам ја Fibonacci, нега ми смета, не може да гледам кој што треба. Тоа е, луѓе, значи тука треба да пробие и да видиме на дневно ниво. На дневно малце зеванко. Само да видам тука. Да, и тука ни поминал мал резистанс левел. Сега ќе видиме. Да, гледате, ово е масивен. А од ваму, само да видам ова дали ми е добро направено. Само. Добре, да. Еве и ова го поминува тука. Добро, значи ќе чекаме сега. Треба да појде нагоре.
Ама ќе видиме дали и како ќе појде. Зависно како ќе се коцка. Дај нека играат поише на шорт, ајде нека го шортаат. Вакво и да експлодира нагоре. Едно 20 милиарди шорти на 150.000 биткоин. Да, како и да е, тоа ни е резистанс левелот и на дейли, значи ќе видиме дейли како ќе затвори, тоа не е битно. На дейли ако затвори над ова, тоа е добро, значи пробуваме, ама тука има резистанс левел. Дај нека пробие нагоре, па да видиме што ќе биде. Ама тука исто имаме и ова ни е, гледате, ова ни е 50 day moving coverage, овој ни е многу битен. Кој ќе дојде до тука може да биде резистанс до ваму. Он како и да е да експлодира, според техничка анализа, демек требало да има релиф рели за нели тие што не продале, а продале, после идеме во bear market. Тоа bear market мислам дека ќе очекаме ние 2026. Така да што ви кажам. Секогаш нели постои таму 1% можност, ама ја не верувам во тоа. Реално јас сум сигурен дека ќе имаме bull market и тоа експлодирање многу јако. Ајде да видиме нашата омилена мрежа како се движи. Со техничка анализа. Ајде. Па добро е бе луѓе. Еден резистанс левел, тоест не, ова ни беше сапорт. Ова тука ни беше резистанс, сме го поминале. Тоа е добро, ама ја чекам да се вратиме ваму. Се вратиме ваму, ама како и да е преска нешто гледав, значи ми испадна бајаги јак триаголна формација. Гледате, од ваму, па нале, па бам. Ние сме како и да е во триаголна формација. Од ова би требало да експлодираме. Гледате, и овдека имаме триаголна, така да, ова мислам дека ќе има фейк аут, дека ќе доаѓа ваму. Во триаголна информација, па потоа нагоре да се придвижуваме. Како и да е, само да видиме тука имаме ли некој резистанс, едино ова делче. Само да видам дали само еден кендал или повише се. Мора повише се. Само да видам. Да, вамо негде ќе имаме на 0.50 резистанс левел. А мислам дека лесно би може да го помине. Како и да е, се движиме нагоре. 11%, тоест не, 10,2%. Ајде, добре, Cardano. Cardano, нашиот омилен коин. Ајде видиме дели што се дешава. На дели, јас сум лудница со моје работи. Ајде да видиме дали можеме некоја формација да направиме ваму. Сме поминале таа ако гледаме. Ваму сме поминале. Тоа е добро. Ајде да видам од ваму само. Еден тренд лайн. Ако идеме. Па сега не го гледам. Само да видиме. Добро, и ваму сме го пробиле, така да ваму следниот ни е на 0.50. Би требало така биде. 0.50. Да. Од прилика дели, нека затвори вака, добре. Да се држиме после пак. Добре. Мене највише ме интересира викли. Не ме интересира многу мене на дейли, затоа што не сум дейли трговец, така да јас сум на долгорочно и мене ме интересираат вакви работи. Како и да е, добро е. Добро е, се движиме нагоре. А видиме краткорочно Фибоначи. Ако гледаме по ова, значи негде ваму да го поставиме. По Фибоначи можеме до 0.54 да се предвижиме. Тоест, само малце. Вака. Да, до 0.53, а претходно 0.50 имаме прилично јак резистанс. Да.
За мене ова тука едно вамо имаше фейк аут, така да. Да, го сме го поголили, а дното ми требало 0.54 со 0.50. Одлично. И да видиме нашата бела мечка. Нашата бела мечка само да ладира. Гледате, имаме еден тон табови. И само отворени 10 Windows со по милион табови. Еве, нашата бела мечка се движи уште во тријална формација. Тоа окей. Да видиме некој резистанс левел тука. Значи би требало, само видам. Овдека ќе имаме прилично јак резистанс. Го рачунаме вака, негде од прилика ваму. Ова ќе видам многу јак резистанс левел кој ќе дојде и нормално триаголната формација ни е ептен исто јак резистанс. Ајде да видиме Фибоначи. По Фибоначи 3500. Првото го мидавме на 300, само да затвори кендалот како што треба и да видиме топ. Само да видам некои други работи. Добро. Овдека можем ли во... Нема. Добро, тука, како што гледаме, само видам ова што ми е. Плава боја што беше? Аха, 100 moving coverage, значи почнуваме над него, да, и тој ни е као резистанс, значи треба да затвориме, како и да е, тука треба да затвориме, значи над, колку е 3085, над 3085 треба да затвориме. Ова зборам на неделно ниво, тоа значи ќе биде, сега сме вторник, у недела. До недела може милион пертурбации да има, зависно како ќе стане нели трамчот за бајле. Тоа ни е битно. Само да видиме. На daily, еве се имаме некоја ваква формација да видиме. За надолно ниво, ама добро, ние пробиваме таа. Го гледам, ова го пробиваме. Тоа е добро, она ни служело и ко сапорт тука. Ете, 1, 2, 3, као сапорт, тоест не прво као резистанс, па сега би требало да не биде као сапорт оваа линија. Нели нормално може да нападне ова, но добре, не е лошо. Не е лошо, ама како и да е следен резистанс на 3500. Ајде, нека пробиме, нека иде и Етериум нагоре. Гледате, Том Ли само купуе. Купуе, се уби од купување, таму колку милиарди зема тој. Како што е Майкл Селор биткоин, Том Ли е во Етериум. Мене тој ми е знак дека ќе се движи нагоре. Е сега овој отворил вамо позиција, вамо препоставката дека 0.25 е на 85.7, за 0.50 нема. Дај нека го скине утре 0.50, нека направи тој на Трамчо човекот седмо таму, кој е од тие синовите таму, Доналд Джуниор Трамп или Ерик Трамп, или може тој малиот, како се каже, Барон Трамп. Може по он игра на леверидж. Па може ќе скине 0.50, ќе направи овој 600 милиони утре и се гледаме чао пријатно. Нека скокне Етериум Cardano до 0.80 и Етериум до 4500. Се зафркава. Не знам, по техничка анализа, тука негде 3500. Ајде, нека скока, па да видиме што ќе биде. Тоа е, дечки, кратка мала анализа, друг нешто друго јас правев и ми стигаат информации. Мора да се следи, ајде малце да живнеме. Доста беше утепуење. Тоа е, се слушаме, дечки, девојки, имајте убав ден.